Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Започна реконструкцијата на дел од улицата 11 октомври во Прилеп. Јавното комунално предпријатие Комуналец започна со склучување договори за бесплатни жолти и зелени канти за отпад. Прилепските ротаријанци неуморни со својот придонес за локалната заедница. Владеачката партија назначи нов председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп и член во извршниот комитет од Прилеп. Полициски билтен: тепачка меѓу струмичани и приведен прилепчаниц му се заканувал на татка си. Времето денеска променливо со услови за дожд и невреме. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Започна реконструкцијата на дел од улицата 11 октомври, која што го поврзува мостот Табана со кружниот тек на крстосницата со улицата Александар Македонски. Реконструкцијата опфаќа обновување на тротоарите, велосипедските патеки и уличното осветлување од двете страни на улицата кај Табана со површина од околу 2800 квадратни метри. Градоначалникот Продановски при увид во градежните зафати посочи дека активностите ќе се одвиваат паралелно со изградбата на новиот кружен тек на мостот Табана. Се најдуваме на улицата 11 октомври во непосредна близина на градилиштето каде што треба да биде изграден новиот кружен тек на мостот Табана, 2800 метри квадратни кои се разработуваат во име на подобрување на пешачката и на велосипедската инфраструктура на оваа улица и генерално подобрување на осветлувањето, односно доизградба и замена на постоечките светилки со нови, со тоа што уште еден момент плюс на овој дел од улицата е дека би имало дополнително осветлување и за пешачката патека, не само за коловозот. Јавното комунално предпријатие Комуналец започна со склучување на договори со физички лица за користење на бесплатни канти во жолта и зелена боја за процесот на селекција на отпад од проектот Регионално управување со цврст отпад. Во зелените контењери за мешан комунален отпад се одлага отпадот кој не може да се рециклира. Во контењерите за селекција се одлага само отпадот за кој се наменети пластика, лименка, најлон, хартија, картон и друга амбалажа согласно знаките поставени на контењерите. Секоја амбалажа го има унифицираниот знак за рециклирање. Во рамки на проектот, преку Министерството за животна средина и просторно планирање за прилепските домаќинства се обезбедени 8318 канти со капацитет од 120 литри за примерна селекција на отпадот. Ротари клуб Прилеп не мирува со својот придонес кон заедницата и донации за ранливите категории. Ротаријанците поставија прва информативна табла со детални податоци и генерирани QR кодови за трите целосно обележани планинарски патеки на Селечка планина. Информативната табла е поставена во непосредна близина на манастирот Свети Димитрија, село Селце, на почетокот на главната патека. Сите патеки се обележани со видливи знаци на лице место, а самата апликација е многу прецизна и води до точната дестинација и назад. Дополнително на таблата може да се најдат информации за називот на патеката и за низината должина. Воедно деновиве прилепските ротаријанци донираа и дигитална видеолупа за Сдруженијето на слепи и лица со оштетен вид. Донацијата поддржува поголема достапност за слепи лица и лица со оштетен вид во Прилеп. Уредот користи камера и екран за да им помогне на лицата со оштетен вид. Нов председател на владеачката партија на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп е Христијан Тунески, актуелен советник во Советот на Општина Прилеп и се уште актуелен председател на Унијата на млади сили во Прилеп. Тунески доаѓа на местото на Дејан Продановски, кој ја обаува функцијата на актуелен градоначалник на Општина Прилеп.
Воедно Продановски е назначен за нов член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Овие назначувања се донесени синоќа со одлука на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Продановски со свој коментар околу најновите партиски одлуки и функции во владеачката партија. Прилеп продолжува онака како што започна пред 10 години да гради кадри кои што би можеле да испорачаат сериозни политички функции. Ја користам прилика да му честитам на новиот претседател на Општинскиот комитет Христијан Тунески за изборот. Се надевам дека од него ќе добием уште подобри резултати за ВМРО ДПМНЕ, за Прилеп и за Македонија. Имам огромна чест што после долги години еве и од Прилеп има представник во највисокото тело на партијата, во извршниот комитет. Честа е една работа, но врските и вложувањето за подобро утре на Македонија сигурно ќе бидат императив за мене во периодот кој што предстои. Од полицискиот билтен две информации за Прилеп кои се однесуваат на физичка пресметка меѓу струмичани што се случила вчера на улица Леце Котески и за полициско приведување на прилепчанец кој што му се заканувал на татка си и при тоа се повредил. На 30 јуни во 22 часот и 15 минути полициски службеници од ОВР Прилеп на улица Леце Котески во Прилеп ги лишиле од слобода ЦМ 33 годишен, АИ 30 годишен, ТИ 30 годишен, СК 44 годишен и 15 годишен малолетник, сите од село Баница Струмичко, бидејќи го нарушувале јавниот ред и мир со физичка пресметка. По документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Истиот ден на 30 јуни во 21 часот и 30 минути во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода ЗД 38 годишен од Прилеп, бидејќи упатувал закани кон неговиот татко. Според пријавеното, додека се заканувал, си нанел и повреда со стаклен предмет. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и наместа појава на краткотрајно невреме со град. Во Прилеп слично време со услови попладне за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура се спушти до 16, а максималната достигна до 25 степени Целзиусови. Под влијание на серија влажни воздушни бранови, утре, четврток и в петок времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, наместа со повремени врнежи од дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд над 15 литри на метар квадратен, електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и појава на град. Температурите ќе бидат во опаѓање. Во деновите од викендот ќе се задржи посвежо време и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.